Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Ова е последната емисија од оваа сезона на Ајде дома, која што представува 10-та година на постојање, меѓутоа 9-та сезона на Ајде дома емитувана на телевизија. Она што е значајно за нас оваа година и во оваа емисија е да ги видите сите проекти кои што ги изработивме, меѓутоа и да видите што направивме со Кнауф. Нашата соработка со Кнауф за мене беше многу важна, бидејќи многу научив, а се надевам и вие. Откако се договоривме дека ќе соработуваме и ќе градиме заедно со Кнауф, првата работа што ја изградивме беше нашето лого за целите на нашата нова шпица. И со тоа заклучив и се уверив дека фактички со нивните материјали може се нешто да се направи. Кнауф се навистина огромна компанија во светски размери, но не знаев дека квалитетот на материјалот што кај нас се произведува фактички се вреднува како врвен во светски размери, тоест од самата групација на Кнауф. Во светски рамки фабриката во Дебар, Кнауф Радика е бисер. Бисер затоа што во рамките на Кнауф група цвет и во рамките на светското градежништво. Бисер затоа што комбинира најквалитетна локална руда, алабастер, 91% чист алабастер и германско производство, германска контрола и германски начин на производство. Од сите светски и европски строги стандарди на производство. Иначе, фабриката во Дебар произведува гипсени материјали, гипсени гледмаси, гипсени малтери, гипсени плочи, најчесто користените типови и нормално како поминува време го проширува своето производство. Од рани 2000-ти години ги произведуваме профилите кои што учествуваат во нашите системи за сува градба. Се повеќе нови гледмаси излегуваат на пазарот кои што одговараат на раката на различни молери, она што го викам јас оружје по избор. Од 2010 година произведуваме самонивелирачки системи за подови, значи кошулици, маси за нивелација на подови. Така да тоа е нешто што блокираш информации, не можам да примам се. Многу има. Значи оделението истражување и развој се повеќе и повеќе добива на важност затоа што се менуваат потребите на пазарот. И тоа нормално ги исполнува тие барања. Една од најзабавните презентации што ги имавме со Кнауф беше снимањето со Блажен, кога ми ги објаснуваше Хартмут типлите, бидејќи висеше на канта полна со некаква си боја средство кое што се чудевме дали ќе се истори или не. Меѓутоа, многу потребна презентација, бидејќи таков вид на типли ретко кои од мајсторите ги познаваат и реално кога ќе влеземе во новите станови, во кои што генерално веќе 90% од преградните ѕидови се изработени во некаков Кнауф систем, имаме проблем со закачување на мебелот. Значи, тука паѓаат во несвест, дали можело, дали не можело и така натака, меѓутоа, ете, Кнауф имаат решение за се, па имаат и различни видови на типли за различни видови од нивните системи, да може да закачите од 10 до, таму, не знам, 780 килограми по типла. Типлите се монтираат исклучително едноставно, или со клешта која е наменета за металните типли, или, например, самата Хартмут типла има свој начин на монтажа. И евен Блажен на дело, по цела висина и ширина на една типла, вкупно 120 килограми, од кои можеше да попушти кантата, но не и носивоста на типлата. Типлите понатаму секој пат ги применувам и јас го објаснувам она што веќе го научив, па повеќе немаше недоумици како и колку ќе издржи зидот. Она што беше интересно да се дискутира со Кнауф е нормално предноста на новите технологии и материјалите, како што се системите на Кнауф во однос на конвенционалната градба. Па така Блажен ни направи едно многу интересно видео, ни прикажа, во кое што можеше да се види и брзината и количеството на материјал што треба да го воведете во еден објект, и како количина, и како тежина, и како маса, и како се, за да може да изведете еден преграден зид. Значи, истиот пример може да се примени и за фасадните системи, и за надворешните фасадни ѕидови и така натака. Значи, вие фактички можете со Кнауф системот да заокружите еден цел објект.
Нормално од наша страна е да ве советуваме, ваше е да си одлучите како ќе го направите тоа. Она што е многу значајно е дека перформансите на кнауф системите се дефинитивно не само исти, туку се со многу повисоки потребни карактеристики за еден модерен објект во однос на конвенционалните. Во рамките на оваа презентација ја прикажавме гипс кнауф кошулката, со која брзината на изведбата неколкукратно се зголемува. Таа суши подобро, има подобра густина, носивост и секако термички и звучни перформанси далеку подобри од обичната стандардна кошулка. Совршена удобност. Софа Студио. Мојот свет. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Секој пат еден проблем јавува прашањата треба да се разрешат. Во конкретниот случај со кнауф имав проблем со вадење на стакло, кое што беше со запечен силикон. Слични проблеми сум имала со вадење, например, на кади, на паравани и така натака, а најголем проблем на крај од сите објекти имам после поставката на плочките, чистење остатоци од лепило, од малтери, од боја и така натака. Значи, они имаат една цела палета на производи кои што може да се употреби за сите овие проблеми кои што на ваков начин се решаваат многу брзо, а инаку онака може да се зафркавате цел ден. Може да извадиме силикон, мувла, може да исчистиме тврдокорни масни цементни наслаги од површините и можеме и да одржуваме материјали. Во рамките на производството на кнауф, тие произведуваат и прашкасти материјали, поточно глед маси и малтери кои што се употребуваат нормално за обработка на различен вид на површини и со различен ефект. Сега излезе дека на конкретниот објект јас сум ја купила најперфектната глед маса, поточно не постои најперфектна глед маса, туку она која што прави идеално мазна стакло површина.
тоа најверојатно за таму не ми требаше, меѓутоа она што беше интересно е дека површината која што ја добивме на делот што наново го изгледувавме со кнауф масата беше совршено различен од сето друго што беше изведено во станот. Значи едно со едно не спојува. Што се однесува до прашкастите материјали, по моментот кога разговаравме имаше неколку во самиот леток, но само 2 месеци подоцна излегоа уште 3 нови, така што Кнауф постојано истражуваат и нудат различни решенија и материјали за различна употреба. Мислам дека ретко кој има можност да го види рудникот на Кнауф во живо. Иако мислам дека може да се организираат некакви посети за љубителите на ваков тип на искуства, сепак ние заедно со Кнауф успеавме да доловиме дел од атмосферата што ја има внатре и е невообичаена и е прекрасна. Значи тоа нешто во живо изгледа 100 пати поубаво од она што ние можеме да ви го покажеме. И навистина се гордеам што точно во Македонија постои такво наоѓалиште и толку богато и толку чисто, едноставно прекрасно. Овој рудник е богатство и за Кнауф, па рудата од тука воопшто не се користи за целите на производството на гипсаните материјали. Има чистота од 99% и ваква чистота има на многу малку места низ светот, кои за разлика од нашиот рудник се недостапни. Водата која тече низ селенитот има лечебни својства, а за каменот се верува дека предава позитивна енергија во просторот. Сепак, ова докажува колку гипсаните материјали се природни и здравословни, па така секој дом, изработен и обработен во системите на Кнауф, се пред се здрава и еколошка средина за живење, нешто што во денешниот модерен свет е реткост и има особено ценета вредност. Првата Кнауф врата во животот ја имам монтирано можеби пред 12 години, од прилика, на еден од моите први ентериери што ги имам работено. Меѓутоа, тогашниот систем на Кнауф пред 12 години изгледаше многу комплициран за работа. Сега ова што го гледам е многу лесно, многу едноставно и дозволува многу различни видови на материјали како исполна. Конкретно во термосистем, значи тоа беше единственото решение што можеше да им се понуди, заради тоа што фактички со една ваква така наречена джебна врата можете да го користите просторот од двете страни на нормалниот 10 сантиметарски ѕид, што е идеално решение за, би рекла, речиси секој простор, а камоли за дуќан, како што е нивниот. Еден од најновите видови на материјали кои што се произведуваат во Кнауф се така наречените клинео плочи. Клинео потсетува со позвучноста, барем мене, на чистач и една од функциите на оваа плоча е токму таа. Кај мене во мојата канцеларија нема толку потреба од прочистување на воздухот, иако воопшто не е лоша како опција, бидејќи тука после чадевме и браевме и навистина видовме дека тоа функционира. Повеќе ми беше потребна како звучна изолација, значи за стабилизирање на звукот во канцеларијата, која што ми е потребна за снимање ете на ваквите презентации. И ефектот е навистина супериорен. Во рамките на еден проект има секој пат се јавуваат различни видови на проблеми, нели, кои што ние како архитекти и изведувачи треба да ги решиме за вие да добиете еден совршен дом. Тоа е прво е од употребата на материјалите, тие треба да бидат нормално квалитетни, па такви најквалитетни и поставуваме. Конкретно од Кнауф добивме перфектно лепило со кое што ги залепивме нашите керамички цигли на ѕидот кај Ивана во станот.
Понатаму имав идеја дека кај телевизорот треба да имам вид техника, па Едвис ми објасни дека фактички повторно со различни видови од нивните прашкасти материјали може да се изработат и најразлични видови на техники на зидовите, што беше искрено фасцинантно, заради тоа што и јас самата пробав, дел од работите воопшто не изгледаат комплицирано. Со различен вид на материјал може да се постигне различен ефект и обработка. Она што потоа ние го направивме на објектот беше импресија од тоа што го видов во наша изведба. Сакам да кажам дека материјалите се тука, алатките се тука, останатото е работа на желба, уметнички сенс и изведба. Во секој од становите имаме барем по неколку места со внатрешни агли кои што се многу лошо изработени. Значи, тоа е еден вечен проблем кој што го имам во сите интериери, особено тогаш кога ќе се појави посветла и потемна страна кои што се судираат и каде што тој агол е толку воочлив и видлив што му нема спас. Меѓутоа, благодарение на соработката со Кнауф успеав да дознаам дека фактички тие имаат и не една, туку две врсти на аголни лајсни кои што се употребуваат точно за внатрешните агли, и го повикав Едвис за да ми покаже како таа изгледа и како се употребува. И ме спаси. До сега видовме како да ги направиме зидовите идеално мазни, ги работевме со техники и така натака, но во Штип конкретно ни требаше од еден внатрешен зид кој што беше изработен како со фасадна техника да го доведеме до идеално мазен. Тука Едвис ни помогна со изборот на материјали и на начини на обработка. Значи покажуваше со мрежа, без мрежа, со ваков онаков материјал. Ние избравме еден систем и тој го применивме и навистина зидовите се идеални. Нормално и од мајсторот, освен од материјалот. Се нанесува едноставно. Не е работа на уметност, па секој мајстор сметам дека ова нешто треба да го има предвид. Имавме опција да работиме со ротбанд, имавме опција да ставаме и мрежа. Работата со ротбанд беше она што го одбравме, а по првичното мазнење и пополнување на површините следуваше и двослојно глетување, со што добивме супер квалитетна површина. Кнауф ни помогнаа да ја комплетираме онаа фаза во градежните работи која не е толку видлива, а е многу потребна за да го добиеме целокупниот изглед на станот во висок квалитет. По обработка на сите ѕидови и подови, можеме да се позанимаваме и со мебелот и опремата. Следниот пат кога се видовме со Едвис ми покажа нешто многу интересно кое што е од голема помош и веќе може да го се применува за поголемиот дел на изведувачи и мајстори. Значи, велам поголемиот, оние кои што сакаат да се позанимаваат и на Android да си симнат апликација на Knauf, во која што ќе може да влезат, да го изберат својот систем на градба и да ги изберат по начинот на својата работа и она што сакаат да го добијат, видот на материјалите кои што треба да се применат во самиот објект. И на таков начин, фактички оваа Knauf апликација ќе им овозможи да ги добијат најсоодветните материјали како избор од целокупната нивна палета која што воопшто не е мала. И мислам дека ова е баш интересно и примамливо и потребно. Маја е млада модна дизајнерка, многу успешна и побарат станот да ја биде интересен, вонвременски, целиот бел, меѓутоа со примена на многу природни материјали, како тула и природно дрво, масивно. Масивното дрво не го работат многу работилници, меѓутоа затоа го имавме Александар. Со Александар изработивме еден многу интересен шанк, практично пул маса, некои облоги од масив и една многу интересна библиотека која што има лизгална врата, дел зад скрива едно котле за парно, дел е библиотека и така многу интересни форми излегува од целата наша соработка, која што понатаму ја продолживме.
Вложивме многу љубов и напор во изработка на нашите дизајни, па сметам дека таквиот пристап е евидентен и во самата изработка и во финалниот изглед. Тоа беа неколку парчиња кои направија разлика во дизајнот на целиот стан. Во изработката на интериерот секој пат учествуваат и останатите наши соработници. Ние монтираме наш мебел, тие го монтираат или носат својот. Станот е готово. Ова е твојот. Чекај да видам. Што ќе гледаш? Многу е интересен и многу е убав. И искрено, веројатно е прв ваков интериер, ама заедно го направивме. Реално, да. Ќе ти го земам тоа како признание. Може. Во секој случај, оние кои што беа сега на крајот на завршен или стан, работеа тука, им се чинело како да сме во центарот на Париз. Да, баш ми се свиѓаат коментарите на луѓето. Станче, да. Така. Нешто ново и необично. Првиот проект во Ајде дома емисијата за работилницата на Ајде дома беше кај Ленча. Кај нејзе изработивме еден многу интересен и многу малечок интериер во кој што секој милиметар беше многу важен. Таа имаше некои специфични барања, например, примена на некоја розова боја која што е малку како месаста и сето тоа изгледаше многу чудно на парчиња, меѓутоа кога се склопи заедно, излезе еден прекрасен и многу интересен амбиент и простор во кој што секое парче има смисол и секое парче има свое место и има свој дизајн и има своја употребливост, што е многу важно во мали станови. Конкретно кај Ленче, вистинска разлика направи мултифункционалниот кревет на Акрон, кој дозволува дневно-ноќна шема за користење на спалната соба. Софа студио ни беа учесници речиси секаде каде ни требаше гарнитура, а со боите на нивните материјали внесовме акценти во секој од просторите. Термосистеми беа интересни како проект, бидејќи тие се оние кои што можат да ни понудат решенија за енергетски ефикасни домови, нешто што е во модерното време многу потребно, да ја чуваме околината. И во таа насока, до тогаш, кога ќе влезавте во нивниот салон, во нивниот дуќан, практично гледавте парчиња, елементи од сите спојни нешта, вентили и така натака, кои што се монтираат. Меѓутоа, сега требаше да направиме и да искреираме еден сосема нов амбиент наменет за крајните корисници и клиенти кои што би дошле тука да купат. Во таа насока Кнауф ни помогнаа со прекрасната лизгална врата, а ние го изработивме мебелот, кој што е многу поддрвенест од седот тогаш. Значи и самиот интериер во новиот VIP салон требаше да ја рефлектира желбата на термосистем да се доближат до клиентите и да им ја покажат својата намера во енергетско ефикасните системи кои што ги нудат. Па така направивме интериер кој што делува малку ладно и многу топло. Значи дрвото преовладуваше за разлика од дотогашните нивни изработки. Да презентирате ваков вид на производи, а тоа сепак да изгледа како да се наоѓате во бутик, ви треба простор кој е лесен, ненападен и има само неколку акценти. Останува уште во името на Термосистем да ви се заблагодарам многу за соработката и професионалноста. Ти благодарам. И ве очекуваме, ако не за купување на некои од овие производи, за една кафа барем зашто ќе ни прифалите. За тоа со сигурност. Од понеделник уште. Готово. Фала. Еден од главните моменти зашто сакав да реновирам нашата канцеларија, прво беше звукот.
Меѓутоа, кога веќе тоа ќе го решите како момент и како градежна интервенција, останува да се реконструира и сето останато, за да добијам еден интериер кој што ќе биде интересен и за снимање на интервјуата, меѓутоа и за моите клиенти. Многу е важно во моментот кога им се објаснуваат и презентираат нивните проекти да бидат во еден пријатен амбиент во кој што ќе се чувствуваат удобно, ќе можат да следат и да гледаат што им се кажува, а можеби и да видат и некоја идеја која што ете ние веќе ја направивме во нашата канцеларија. Кај мене дома можам да истражувам. Така, еден од зидовите со Александар го обработивме со трупчиња од различни видови на дрво, а тој ми донесе една многу интересна и оригинална масивна плоча од трупец од јасика, на која подоцна и ставивме метални ногари. Целата канцеларија е лесна и за монтажа и за користење, а особено место зазема новата жолта фотелја од Софа Студио. Сега беше време да се расшириме од 14 на 140 квадрати. Станот на Ивана беше убав предизвик, бидејќи станот е многу голем, има прекрасен поглед и желбите на Ивана беа интересни. Значи, прво таа сака минимализам и сака примена на 3 нијанси. И тоа е сиво, дрвобоја и бел. Меѓутоа, ова беше убав предизвик и за нас како работилница на Ајде дома, за Абеда Мебел, и беше убав предизвик за Александар од Будивуд, за кој што направив некои дизајни и тој изведе прекрасна трпезариска маса со вонстандардни димензии, убави клубски маси, како петоаголници, изведе многу убави масички, кои што станаа после дополнителни маси и во дневната и во спалната, а ние изработивме една убава голема кујна, прекрасна мултифункционална библиотека, комоди и така. Значи, се на се, тој проект е на вистина еден од поексклузивните проекти кои што сме ги работеле во Ајде дома. Бидејќи просторот е голем, секоја парче си дојде до израз. И гарнитурата на пункт, сетот на Софа Студио, нашите изведби во кујната, комодите и библиотеката, или импозантните плакари од Акрон. Масите што ги изработивме тука со Вутивуд, најверојатно во поголемиот дел од становите нема да може да се внесат, но тука, на вистина, се си доаѓа на своје место. Емил и Симона побараа кујна која што е ретро, но е класична. Значи, една типична класична кујна и тоа ќе биде првиот од ваков тип на проекти изработен во нашата работилница. И сега на таа кујна требаше да се постави еден централен остров, значи ефтен американски сето тоа на крај изгледаше. Централниот остров, горната плотна ја изработи Александар во дрво, во масив, а централниот дел го земавме како парче гранит од Космо. Космо исто така ни се нови соработници во сезонава. И сето тоа изгледаше прекрасно, многу убаво. Мислам дека при самото влегување во тој интериер, таа кујна едноставно ве освојува. После се останато изгледа онака како слиено едно со друго. Тука се разбира дека и сите други, нели, светилките од Манекс и пункт со нивната гарнитура и со специфичната резедеста боја, тулите над зидовите, сето тоа изгледа перфектно сложено. И тоа беше еден од поголемите трансформации, да кажам, од еден интериер во така прилично демоде форма и изглед во еден интериер кој што доби едно целосно ново модерно руво. Дали е тоа место? Убаво е да е убаво. Ова е кога е убаво. Браво. Кажете ми, го заборавивте како изгледаше или се сеќавате? Браво. Веќе не се сеќаваме. Не? Не. Кажем, идејата е феноменална, се е екстра. Штип беше предизвик пред се заради стилот на кујната што го побараа. Обично работам рамни форми, но имам клиенти за кои сум работела токму класични дизајни. Но едно е да дизајнирате, а друго е истото и да го направите.
Па затоа овој проект ми е многу важен и мил. Некои работи заедно ги биравме. Зидот колку е добар. Така. Лампата ми се допаѓа. Се ни е убаво. Се ми се допаѓа. Само ми треба време да разгледам. Да, и ќе си се навикнеш на новата дома. Модерен тренди ентериер доби и Емилија. Тој не можеше да се оствари без добриот концепт, во кој особено впечатливи се комбинациите на телинди и нежниот пот кој го порачавме од Quickstep. А станот на Лидија е можеби Ивана во мало само инверзен. Доминира белата во плочестиот мебел, повторно природно дрво и се разбира, украс на секој дом е добра светилка од Манекс. Има многу убаво чувството. Така? Прво се е ново, се е како што сакав, бело, нежно, мои бои одбрани. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Ова беше тоа што го изработивме оваа година. Мислам дека добро се забавувавте со нас. Ние се забавувавме со нас добро. Изработивме многу убави работи. Ова беа некакви почетоци на нашите нови работилници. Не беа почетоци со нашите постојани спонзори. Меѓутоа имавме и убави познанства нови кои што придонеса нашите проекти да излезат овакви какви што се, но ние тука никој пат не застануваме. Никој пат не застануваме на крајот на јуни и одиме да се одмараме 3-4-5 месеци додека да ни почне следната сезона, туку секој пат работиме. Веќе имаме закажани проекти и тоа е Фросина со незиниот нов мал стан, кој што исто така некако како оној на Ленче ќе треба да го направиме интересен и мултифункционален. Тука ќе бидат Маја од Штип, понатаму ќе биде Емица од Скопје и тоа се многу нови проекти. Значи, доколку и вие сакате да бидете дел од проектите на Ајде дома, слободно пријавувајте се, па се гледаме на телевизија за некој месец. За крај, кога бевме кај Фросина за да го видиме нејзиниот стан, забележав нешто многу интересно, за кое што нормално му се обратив на Блажен од Кнауф. Па изгледа започнуваме со Кнауф и завршуваме со Кнауф и совет од нив, за кој што вреди да се размислува во текот на летото, кога најголемиот дел од вас реновираат низ дома. Забележав дека во целиот комплекс, во сите ходници и сите преградни зидови се изработени во оваа плоча. Оваа прв пат кај вас ја видов кога ги работевме типлите и забележав дека многу тешко се буши. Тешко се буши, многу носи, многу е цврста. Така. Сега, случајно или не, се наоѓаме во објектот на Голден Арт, кој што во Новоградба ја употребува зидната облога со Кнауф диамант плочи. Иначе се работи за
да речем, најсовремена технологија на производство на гипсени плочи, начинот на производство на плочата ја возможува не само што е тешка, што има цврсто јадро, туку и површината ја е многу цврста. Што значи, ќе ти текне дали дома во трпезарија или во училишта, на место каде што во зидот, секаде кај што удира столче, секаде кај што цврст предмет удира во зидот, секогаш го земам за пример трпезарија во станови. Секогаш зидот позади столчињата има една линија изгребана, дали е традиционален малтер или некој помек материјал друг. Кај дијамантот тоа не се случува, што значи дека до следното темелно реновирање на станот, дијамантот ќе возможи да има бар две децени. Со нејзината тежина, оваа плоча е една од најуспешните, ако не и најуспешна плоча во спречување на звук. Заради тежината, многу поуспешно ги лови и ниските фреквенции. Што значи ниски фреквенции? Значи комшијата кога прави журка, вие да спиете мирно. Што значи високо? Говор, електрични апарати. Значи се тоа спаѓа во некои високи фреквенции. Дијамантот се спречува. Спомна дека може да замени одредени плочи кои што се веќе на пазарот, нели со различни карактеристики. Така. Освен што може да се користи како звучна изолација. Во исто време е таа импрегнирана, може да се користи во купатила, во кујни, во исто време е противпожарна, значи на секој зид донесува уште 30, 60, 90 минути противпожарност, но може да носи многу потешки плочки, дали е керамика, дали е што и да е, може да носи до 60 кг на квадрат плочки. Така да има многу скриени тајни, многу повеќе од оние тајни што ги има стандардната гипсена плоча. Викам тајни пошто не многу луѓе знаат што се може да направи гипсена плоча. И сега во повеќето станови во кои што работам, немаат вакви зидови. Значи имаме некои стандардни зидови, претпоставувам дека секој може да изработи ваков вид на облога. Да. Ретко која зграда од старите, а особено и од новите, ги задоволува стандардите за звучна изолација. А од друга страна луѓето разбраа што е звучна изолација. Докато 7, 8, 10 години јас не знаев што е звучна изолација, ти не знаеше затоа што дома немавме висока звучна изолација. Сега веќе има доволно станови. Сваќавме како нормално. Нормално да го слушам комшијата и он да го слуша мене. Имам еден пријател на фирмата, вика, ако се разведувам, ќе го земам комшијата за светот, затоа што све се знаат. Сега веќе луѓето разбраа што е добра звучна изолација. Со тоа што најголем дел од становите се стари и им треба санација, значи некои 10% од оваа плоча е во новоградба, друга е во санација. Многу успешно санираме звучна изолација со оваа дијамант плоча и пошто е последна епизода од оваа сезона, еве една убава порака за луѓе што гледаат емисијата, да си размислат летова колку им е важна приватноста, мене ми е многу важна, колку им е важна приватноста и да си замислат дека колку би било убаво да не го слушаат комшијата и он да не ги слуша нив. Сега веќе има доволно станови во Скопје и во Македонија изградени со КНАУ, со одлична звучна изолација, сите си викам и јас сакам вака дома, дијамантот може да ти имено. Тоа е тоа што го направивме во оваа 9-та сезона, следи 10-тата. Веќе имаме нови проекти, ако сакате и вие да бидете дел од нашите проекти, тогаш пријавете се. И се гледаме за некој месец. Во Ајде дома, градиме со Кнауф.